Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во вечерашново издание објавуваме. Која е позадината на случајот со 11 милиони евра во Монако замрзнати на барање на македонското обвинителство? Може ли да се поврзат со бегството на Груевски? Моите информации што се дека во позадина на фирмата стои Ристо Новачевски. Тој е прв венчален кум на Груевски. Едно е сигурно. Парите во Монако немаат никаква врска со притворањето на Сашо Мијалков. Политичка дискриминација или политика во антидискриминацијска. И ние сме ја донеле само неколку дена пред тој ден што требаше да се отиде да се одлучува за одење во притвор, односно затвор или не. Затоа што после тие рокови представката нема никаква моќ. Истражување. Колку се безбедни детските играчки во Македонија? Повеќе од 70% од играчките се небезбедни. На пазар во Скопје купивме играчка од листата забранети во ЕУ. Половина Арачиново на извршител или на суд. Некој е должен да плати нешто за работа која што другиот не ја завршил. Незадоволни од фирмата за комунална хигиена, рачиновци престанале да плаќаат за собирање смети. Нека ме судат. Месец дена ќе седам затвор. Мене ми се исплати да одим затвор. Гледајте не со најавените содржини, се враќаме по кратка пауза. Дали и колку се безбедни детските играчки што можат да се купат во Македонија? Ако има небезбедни, зошто и како завршуваат на пазарите и во продавниците? Кој е надлежен за нивна контрола? Одговорите на овие прашања ги бараше Хекура на Кифи, поведен од сознанието дека во рамките на Европската Унија функционира систем за брзо известување, RAPEX, преку кој земјите членки разменуваат информации за небезбедни производи, вклучувајќи играчки. Како вовед во истражувањето. Играчка од списокот на RAPEX купивме на пазар во Скопје. Rosa e verdhë është një nga lodrat më të vlera në botë. Për dekada prapa, thuaj se nuk ka pasur fëmijë që nuk është larë me këtë lodër në dukje të padëmshme. Përveç zhurmës që siç e pat nga testimi i kalon 85 decibel të lejuara dhe mund të dëmtoj dëgjimin, brendësia e kësaj lodre fshe një rrezik të ri. Ова е добар момент да видиме дали оваа играчка во себе содржи муфла. Детето ова во уста го става. Чи почнало да содржи. Еве, не знам колку е стара играчката, но ова веќе, говори дека има муфла. Kjo ros është e re, por ja si duket një e njëjtë pas një përdorimi të shkurtër. Shoqata gazetar për të drejtat e njeriut ka analizuar tregun e lodrave të fëmijëve në Maqedoni për disa vite. Ne testuam me ta edhe disa lodra në dukje të padëmshme. Тука се и оние играчки за кои што говориме, не ги задоволуваат физичките аспекти од безбедност, а тоа е дека косата лесно се. Гледате, јас воопшто не потегнав. Само вака и косата паѓа. Што значи тоа? Дека детето, бебенце или девојченце од 2-3 години ја става во уста. На куклата има ситни, не знам што се овие монистри, некои кои што лесно се вадат, се кинат, се ставаат во уста. Со самото тоа што е мека играчкава, говори дека содржи фталати кои што исто така имаат многу негативно влијание врз здравјето на децата. Исто така немаме никакво објаснување за бојата со кои што се офарбани овие чизми. Најмногу ми пречи што нема апсолутно никаква информација за составот на играчките. Еве ја сега ќе ви прочитам што пише овде. Детска играчка пајчиња, состав пластика, потекло кина. Наменето за деца над 6 месеци, внимателно, производот да се чисти само со влажна крпа. Отстранете ги сите делови од пакувањето пред да му ја дадете играчката на вашето дете. Неопходен е надзор од возрастни лица, спецификации, бои и содржини можат да варираат од илустрации. Увозник тој и тој, извозник тој и тој, адреса, зачувајте го упатството за понатамошна употреба. Што ви значи
која е информацијата за составот на играчката. Значи, инсистираме да баркодовите ги содржат сите потребни информации за играчките. Дајде да се обидеме. Значи, во Германија, например, има неколку такви страници каде што вие како клиент го купувате производот, го скенирате и ги читате сите информации. Доколку нема, можете да побарате од клиентот да ве информира и тој е должен во рок од 45 дена да ви ги испрати сите информации потребни за составот на производот. Нема ништо. Нема ништо. Доковска thot se mbi 80% e lodhrave të testuara në Maqedoni i të i kalojnë 85 decibel të lejuara të zhurmës të përshkruar nga organizata botërore e shëndetësisë. Edhe më të këqija janë rezultatet kur është fjala për toksicitetin e lodrave. Nga 150 lodra të testuara, te 95 kishte tregues toksiciteti. Тоа значи дека и понатаму во Македонија повеќе од 70% од играчките се небезбедни, еколошки, пред се, а тоа значи дека имаат штетно влијание врз здравјето и физичкиот развој, психофизичкиот развој на децата. Në tregun e Maqedonisë, lodrat mbi 95% janë të importuara nga Kina, ndërsa pjesa e mbetur prej 3 deri në 5% janë kryesisht nga Greqia dhe Turqia. Nga organizata e konsumatorëve apelojnë të inspektoratët kompetent të kontrollojnë më shpesh tregjet e lodrave të fëmijëve dhe blerësit të lexojnë me kujdes deklarimet, duke i kushtuar vëmendje vendit të origjinës së lodrave. Се уште сметаме дека контролата на пазарите на отворено, нели, овие што се не е доволна и таму немаме некоја контрола и тука е една така темна бројка која ние не ја знаеме, која што навистина може да има доста небезбедни производи, како детски играчки. Ka shumë lodra për fëmijë në treg. Blerësi e ka vështirë të njohë cilësinë e disa prej tyre. Natyrisht, çmimi është vendimtar. Në shikim të parë, edhe në dyqane nuk bëjmë ndonjë dallim mes lodrave për fëmijë që shiten këtu ose në tregje. Megjithatë, përzgjedhja është më e madhe, por edhe koha për të lexuar deklarimin është më e gjatë. Por si të përzgjidhet një lodër e sigurt dhe cilësore për fëmijën? Në Bashkimin Evropian, tashmë një kohë të gjatë funksionon RAPEX, sistem për paralajmërim që mundson shkëmbim të shpejtë të informacioneve mes 31 shteteve për kemikate që gjenden në produktet, përfshirë edhe lodrat e fëmijëve. Duke kërkuar këtë sistem që të verifikojmë se cilat lodra përmenden si të rrezikshme dhe kërkohet tërheqja e tyre nga të gjitha dyqanet e BE-s, gjetëm një kukull që e blem në pazarin e Shkupit. Bashkëbiseduesja Jon Dokovska thotë se një pjesë e lodrave të ndaluara nga lista e RAPEX mund të gjenden edhe në për dyqanet tona. Ќе ги прашам зошто. Велат, затоа што ние немаме обврска да ги следиме препораките на Европска унија се уште. Значи, дозволуваме да ловиме во матно и на штета на собствените деца. И јас прашањето често пати кога го патувам до надлежните институции, прашувам што се нашите деца помалку вредни, помалку важни од децата на Европска унија. Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor i Maqedonisë në web faqen e vet publikon listë të lodrave të rrezikshme dhe të ndaluara, e cila përditësohet çdo 3 muaj, për dallim nga RAPEX, në të cilën të dhënat përditësohen çdo javë. Nga Inspektorati Shtetëror thonë se verifikimi i korrekcisë së lodrave është veçanërisht i vështirë, sidomos para festave të Vitit të Ri, Kërshëndellave dhe Pashkëve, kur importi i lodrave është më i madh. Ние имаме од нашата анализа на контрола на ризик дека од одредени земји, увози од одредени земји, изискуваат секоја втора играчка да биде исконтролирана. Се трудиме да влеземе и да го исполниме тој момент. Ако тоа не сме во можност да го направиме при увоз, тогаш го правиме со редовни и вонредни акции од терен, од промет. Што значи, се зимаат мостри од играчките, од магазините на увозниците и од продавниците каде што се достапни за купување.
Në nivel vjetor në vendin ton importohen rreth 1.5 milion kilogram lodra. Nga doganat thonë se për importin e këtyre produkteve nevojitet leje për doganim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor. Në depon e doganave regjistruam lodra të konfiskuara e të falsifikuara. Bashkëbiseduesi jon shtoi se deri këtu janë kompetencat e tyre për këto produkte. Царинска управа постапува согласно Законот за преземање на царински действија за заштита на правото од интелектуална собственост и доколку таа стока ги повредува правата од трговските марки, таа стока се уништува. Додека за квалитетот и критериумите надлежна е Министерство за здравствено, односно Државен здравствен санитарен инспекторат. Меѓутоа, ние сепак мораме да си ја заштитиме нашата граница и нашата држава и нашите граѓани со тоа што ќе бидеме многу предострожни и нашите инспекцијски органи надлежни за оваа област секоја недела, секој месец, како се објавува листата на РАПЕКС, така треба и овде да објавуваме. Сметам дека многу е битно дека ние имаме една таков увид и контрола, особено во оваа област. Ata që sipas statistikave zakonisht blejnë lodra të vogla janë gjyshërit. I pyetëm se a dinë se sa lodrat mund të jenë të rrezikshme. Прво и прво треба да се забранат многу играчки. Второ се родителите нормално. Мислам, ние сме први што треба да гледаме, што да донесеме дома, што да примиме за поклон и дали треба да му се даде на детето тоа. Најпрво декларацијата, потоа цената и изгледот. На секоја втора играчка нема да видите декларација, а посебно состав нема да најдете. Што е најбитен, затоа што тие од нафтените формалдехиди што се тие не можете да ги прочитате нигде. А тоа е опасно за дете. Madje, edhe tatuazhat në përçam çakëze shehin kërcënime, përmbajnë shumë plumb, e konfirmojnë analizat tek ne, por janë edhe në listën e RAPEX të produkteve të rrezikshme për fëmijët. Ju prezantuam për rreziqet nga lodra të ndryshme në treg, si dhe paralajmërimet për vëmendje maksimale që të zgjidhen lodra të sigurta dhe me cilësi. Por çfarë kemi arritur nëse lejojmë që celularët dhe tabletet të shndërrohen në lodra në duar të fëmijëve tanë? A kemi menduar që pikërisht këto janë lodrat më të rrezikshme? Политичка дискриминација или политика во антидискриминацијска. И ние сме ја донеле само неколку дена пред тој ден што требаше да се отиде да се одлучува за одење во притвор, односно затвор или не. Затоа што после тие рокови представката нема никаква моќ. Половина рачиново на извршител или на суд. Некој е должен да плати нешто за работа која што другиот не ја заврши. Незадоволни од фирмата за комунална хигиена, рачиновци престанале да плаќаат за собирање смет. Нека ме судат. Месец дена ќе седам затвор. Мене ми се исплати да одим затвор. 11 милиони евра на сметки во Монако замрзнати на барање на македонското обвинителство за гонен и организиран криминал го привлекуваат интересот на јавноста поради неколку причини. Прво, затоа што станува збор за пари од продажба на фирма која е дел од доходовниот бизнис со дијализа во Македонија, со лиценца добиена во мандатите на Никола Груевски. Второ, затоа што на адресата во Скопско Визбегово на која е регистрирана оваа фирма, своја компанија има и кумот од првиот брак на Груевски, Ристо Новачевски. Трето, затоа што Новачевски беше управител на фирмата што ги поседуваше плацевите на Водно, за кои Груевски зборуваше дека ги купил за џабалък. Четврто, затоа што продажбата и трансферот на парите во Монако коинцидира со бегството на Груевски. И додека се истражува позадината на случајот, едно е сигурно, а тоа е дека овие 11 милиони во Монако немаат никаква врска со притворањето на Сашо Мијалков. Александар Димитриевски. Во петокот, јавното обвинителство за гонење организиран криминал објави дека замрзнало 11 милиони евра на сметка во Монако. Парите префрлени во кнежеството потекнуваат од продажба на фирма која има ексклузивна лиценца за јавна услуга за цела Источна Македонија до 2034 година, да врши дијализа за бубрежно болни, а за што за возврат добива пари по услуга од Фондот за здравство. Ова ретко замрзнување на толкава сума пари доаѓа само неколку недели по продажбата на македонската фирма концесионер Метрополитен на шведски Диаверум. А во тие недели
се случи и бегството на Никола Груевски, но и притворањето на Сашо Мјалков. Меѓу другото, затоа што имал 11 милиони евра на две сметки кои формално не биле негови, но според сознанијата ги контролирал. Извори од истрагата се децидни дека замрзнувањето на 11 милиони евра во Монако нема никаква врска со основите во барањето за притвор на Сашо Мјалков. Но тоа не значи дека обвинителството исклучува можноста дека високи функционери од претходната власт имаат врска со замрзнатите пари. Причините може да се најдат на повеќе места. Според податоците од Централниот регистар, компанијата Диамет, која нуди диализата во име на државата, е во собственост на компанијата Метрополитен. До неодамнешната продажба, газди на Метрополитен биле лицето Вера Иванова и фирма без познат собственик од Дубај, Smart Holding Limited. Вера Иванова се јавува како управител во повеќе друштва, меѓу кои Диамет РС, каде собственик е 21 годишниот Филип Иванов. Филип Иванов пак е газда во уште една фирма, Metro Medical, каде бизнис партнер му е Ристо Новачевски, кум на екс-премиерот Никола Груевски од неговиот прв брак. Со исклучок на фирмата од Шведска и од Дубај, сите останати компании во мрежата имаат седиште на иста адреса, Јадранска магистрала број 100 во Скопско Визбегово. Вера Иванова викендов јавно се изјасни дека ниту едно друго лице освен мене во ниту еден момент немал никаков удел во собственоста ниту во основањето на Диамет Македонија. Денеска не успеавме да добиеме потврда дали тоа значи дека и компанијата во Дубај е собственост на Иванова, но и каква е соработката со фирмите на истата адреса, меѓу кои таа на кумот на Груевски. Сите овие релации и сомнежи кои сега допреа до обвинителството, во повеќе текстови ги отвори новинарката Ирена Мулачка од неделникот Фокус. Таа пишува уште од моментот на избор, кога Орха Холдинг на Орце Камчев добива лиценца за западот на Македонија, а фирмата на Вера Иванова за истокот од земјата. Западот го доби диализните центри таму во повеќето градови, Систина на Орце Камчев, истокот го доби фирмата Метрополитен, во тој период беше Метрополитен, чиј собственик тогаш беше Вера Иванова. Значи тоа остана вака, Орце Камчев познат во јавноста, што е познат бизнисмен и се, во тој период близок до власта на Груевски. Меѓутоа беше прашањето која е другата фирма, пошто со оглед на тоа што кај нас како што функционираат работите, значи секогаш фирмите, барем тие што се блиски до власта, ги добиваат тендери. И од тука беше мојата почетна точка да видам која е баш фирмата што го доби другата концесија, мислам концесијата Диамет. Мулачка вели дека во повеќе наврати добивала информации дека зад Метрополитен стои кумот на Груевски, но единствената релација со која можела да го поврзе се случува подоцна. Со тек на време, кога веќе почна да се развива, бомбите кога почна, тогаш неговото име почна да се поврзува со фирми во странство, во кои се фирми он бил преку Груевски за плацевите на водно и сите тие ред работи. Тогаш, пошто никогаш нема да можеме да го најдеме неговото име во Централен регистар, значи единствена тогаш поврзаност што јас ја открив е новата фирма, ми кажаа дека ќе отвара нова фирма, сам дека Metro Medical беше фирмата, заедно со синот на Вера Иванов. Од тука, значи јас после толку време и ден денес, мислам никој не може да ме убеди дека Ристо Новачевски не седи во позадина на таа фирма и дека кумот на Груевски не ја добија концесијата благодарение на него. 360 степени се обрати до заедничката фирма на Новачевски и Иванов. До објавувањето не добивме повратен одговор дали освен заедничка адреса и тесни роднински врски, постои деловна соработка со фирмите каде собственик е Вера Иванова. Подолго време тоа го правела и Мулачка, на која не е до крај јасно зошто баш сега случајот доби внимание од институциите. А зашто баш во овој период после година и пол, не верувам дека они година и пол било што истражувале, па сега обвинителство му текна во моментот. Мислам дека исто дека е поврзано со последните случувања и со бегството, а убаво знаеме и во Монако дека е синот на Сашо Мјалков, студира таму, така да. А со студии во Монако не е поврзуван само синот на Мјалков. Пред точно една година ВМРО ДПМН демантираше текст во Слободен печат, кој пак се повика на новинарот Бобан Нонковиќ, дека Никола Груевски е на докторски студии во Монте Карло, една од 4 области во Монако. Во демантот сепак напишаа дека
Никола Груевски пред повеќе години имал понуда за стипендија за докторски студии на Меѓународниот универзитет Монако, која првично ја прифатил, но веднаш потоа се откажал заради проценка дека нема да може истовремено да ја извршува државната функција и да има чести патувања и отсуство од земјата и работата, а поврзани со докторатот. Партиското соопштение сепак не понуди детали со што Груевски ја заслужил честа да биде поканет да стане докторант на Универзитетот во Монако. Поважни ќе бидат наодите на обвинителството за позадината на префрлањето на парите во Монако, на чија сметка или сметки легнале парите, а и како се случи светски реномирани компании да бидат исфрлени од игра за центрите за диализа за сметка на избраните фирми. Брзината со која Комисијата за заштита од дискриминација му издаде мислење на Никола Груевски дека бил дискриминиран на политичка основа од судиката Добрила Кацарска и употребната вредност на тој документ за азилот во Унгарија е уште една можна индикација дека Груевски подолго време го разработувал планот за бегство. Мнозинството членови во комисијата што го изгласаа мислењето тврдат дека се е законски и дека не се дел од сценариото за бегство и азил, наспроти 20 членови што излегува со издвоено мислење и невладините организации кои посочуваат предмети што се чуваат во фиока и по година и пол. Петар Клинчарски. Некои чекаат и по година и половина за мислење од антидискриминацијската комисија, но за представката на Никола Груевски, која заврши со позитивен епилог за него, биле потребни само 52 дена. Воопшто не е тоа брзање, тоа е нормално одлучување, затоа што ако ги погледнете другите представки, 95% од представките се донесени или во тој рок, или во пократок рок. Дел од граѓанскиот сектор смета дека комисијата има двојни аршини за тоа што оди на брза лента, а што во фиока. Давањето предност некому врз одредена дискриминаторска основа, како што е во случајот политичка припадност, исто така се смета за дискриминација. Двајца од 7 членови на комисијата велат дека во мислењето за Груевски ја нема суштината. За да се констатира дискриминација мора да се покаже дека едно лице е неповолно третирано во споредба со други лице. Како и зошто Никола Груевски го доби документот од антидискриминацијска, кој му послужи како виза за азилот во Унгарија. На 13 ноември Никола Груевски се огласи од Будимпешта дека побарал политички азил во Унгарија. Точно 2 месеца предходно, Груевски во Македонија ја поднел представката, која една недела пред неговото бегство ќе му обезбеди документ од државна институција во која се констатира дека тој е политички дискриминиран. Зошто мнозинството во комисијата, меѓу кои се поранешен пратеник на ВМРО ДПМНЕ и други јавно експонирани лица со ставови блиски до оваа партија, одлучи речиси двојно побрзо од крајниот рок од 90 дена, во услови кога во фиоките имаат предмети старии по година и половина. Апсолутно не се во право. Значи, ако се доци со представките, тоа не се двојни аршини, туку тоа се технички причини од кои често пати една од тие представки што ги споменуваат се виновни невладините организации. И ние сме ја донеле само неколку дена пред тој ден што требаше да се отиде да се одлучува за одење во притвор, односно затвор или не. Така што сметам дека тоа е една од причините и главна причина за донесување, бидејќи имало некои рокови што морало да се запазат. Затоа што после тие рокови представката нема никаква моќ. Причината што Даштевски уште 4 негови колеги донесоа мислење дека Никола Груевски е директно дискриминиран е бидејќи утврдиле дека во неговиот случај има нарушување и ограничување на еднакво признавање на правото на правично судење, како основно човеково право од страна на судија Добрила Кацарска. Основата за таквото нарушување тие го виделе во неговиот личен и општествен статус, како поранешен премиер и председател на политичка партија. Не му било овозможено доволно време за одбрана и не му било овозможено право на слободен избор на адвокат. Се работи само за 5 дена во тој ден. Тоа бе некаде во април. Значи, се работи за 5 дена, адвокатот имал други судења и барал одлагање 5 дена, а расправата траела до 10:30 навечер.
Другиот ден почела во 10 сат са бај. И имаме, например, 100 страници материјали од весници кои го следеле судењето, приложени во предмет. Па ги имаме записници. Но токму во овој став лежат причините зошто зад мислењето не застанале сите членови на комисијата. Беким Кадриу објаснува дека правото на правично судење може да биде дел од нивната работа, но само ако е поврзано со некаква форма на дискриминација. Во решението за Груевски вели тој, на ниту едно место не се докажува како правото на правично судење му е нарушено поради личниот, општествениот или политичкиот статус. Тој основ комисијата само го наведува во мислењето, а никаде не го става во контекст. Да речеме, зошто поради тоа што бил поранешен председател на влада, каде се гледа по неповолниот третман? Каде? Нема. Според Кадриу, дефиницијата за директна дискриминација налага компаративна анализа со која комисијата морала да докаже дека Груевски бил понеповолно третиран во однос на друг обвинет во ист предмет. Предметот беше обемен, меѓутоа видете, обемноста на предметот не значи дека подносителот на представката ви дава материјали кои се суштински за докажување на дискриминацијата. Во предметот има, да речеме, записници од судски рочишта, различни докази кои може би се значајни за судските предмети, меѓутоа за Комисијата за заштита од дискриминација не се значајни затоа што таму не се покажува понеповолен третман. Во документот е објавено и мислењето на судијката Добрила Кацарска, каде таа аргументира дека со ниту едно действие кон него немало дискриминација и дека таа не била виновна што против него се водат други 4 постапки пред тој суд. Нотирано е и дека Скопскиот кривичен суд не пратил одговор со објаснување дека постапка за пристрасно и незаконито постапување на судија се води пред судскиот совет. Она што нема во документот е пример дека во споредба со други обвинети Груевски добил нееднаков третман. Тогаш од каде мнозинството членови го извлекле заклучокот. Кога се работи за повреда на човековите права, а овде е експлицитно член 6 од Европската декларација за човекови права, секогаш се работи за директна дискриминација, не треба ништо да се каже. Меѓутоа и директната дискриминација подразбира дека треба да се посочи моментот, посочено е во кој друг случај ова е направено. Значи, тоа е компарацијата. Значи, тоа не смее да се помисли да се направи. И затоа и постои имени. Тоа е причина да... Не сакам да кажам дека во однос на друг обвинет во иста или до друга постапка... Тоа ви е друг член, не е член 6. Тоа ви е член 5 за еднаков третман. И додека мислењето за Груевски предизвика поделби во комисијата, невладините организации кои работат во областа посочуваат бројни случаи кога комисијата не одлучува во законскиот рок. За најдрастичен пример го посочуваат непостапувањето за хомофобични емисии на Миленко Неделковски, кои датираат од февруари 2017 година. За оваа представка Даштевски вели дека е донесено негативно мислење, иако тоа никогаш не стигнало до организациите. Ако сте независен орган, Никола Груевски ќе го третирате исто како и Миленко Неделковски, ќе го третирате исто како секоја друга представка што ви имаат пратено граѓаните. Така што нели, нормално е првен да одлучуваш по представките за кои што веќе доцнеш, па после тоа да ги третираш по новите представки. Значи се работи за, ако можам така да се изразам, мерка на позитивна дискриминација во однос на Никола Груевски. Драндаровска има објаснување зошто на Груевски му бил потребен овој документ и зошто комисијата побрзала да му го даде. Повеќе мислењето го гледам како изговор на владата на Унгарија да даде врз некаква основа азил. Инаку многу би било лесно да се провери комисијата за заштита од дискриминација каков е нејзиниот реален статус во Македонија. Затоа имаме известувано со години наназад и како мрежи, и како поединечно сите организации дека е непрофесионално тело. Власта најави реформа на антидискриминацијската комисија преку нов закон, кој е во собраниска процедура. Неговите завршни одредби предвидуваат дека откако ќе стапи на сила, ќе престане мандатот на актуелниот состав на комисијата.
Но Даштевски се повикува на мислење на Венецијанската комисија за неменување на составот на комисијата, за да не се влијае врз независноста на телото. Но токму независноста на комисијата е ставена под знак прашање во последниот извештај на Европската комисија за Македонија, во кој пишува: Долготрајните недостатоци во работата на Комисијата за заштита од дискриминација треба да се отстранат, вклучувајќи ја и нејзината непристрасност и независност. Половина рачиново е на извршител или на суд. Новата општинска власт во ноември минатата година ангажирала и нова фирма за собирање отпад. Но старата си ги бара парите за ноември и декември, зашто такви биле договорите што ги исклучиле со арачиновци. Жителите се жалат дека ај што старата фирма не го собрала отпадот во месеците за кои бара пари, туку не поделила ниту сметки. Во докажувањето кој е во право, долговите по домаќинство од 420 денари нараснале и до неколку илјади денари. Славица Филиповска. Арачиново е на праг да постави нов државен рекорд во категорија на домаќинства пред суд и извршител. На дневна основа имаме по неколку судења. Зошто имаме по неколку судења? Од причини што станува збор за безмалку цело село. Некој е должен да плати нешто за работа која што другиот не ја завршил. Незадоволни од фирмата за комунална хигиена, арачиновци престанале да плаќаат за собирање смет. Двете неплатени сметки од неколку стотина денари сега ги чинат илјадници. За инат на нас, значи, сите ни дадо во извршител. И нема да плаќам, нека ме судат. Месец дена ќе седам затвор. Општината вели дека им помага на граѓаните, а фирмата е навредена што новата локална власт ја прекинала соработката. Кој ќе го плати борчат? Повикот за џума ги собира арачиновци на едно место. По молитвата муабетот веќе цела година е за заедничкиот проблем на селото – суди и извршители. Помагаат ли молитви? Помагаат, никако. Плаќав редовно. Не знам што е проблемот. 5 дена рокот ми пише. Што да правим? За жалба да платам? Не плаќам. И нема да плаќам, нека ме судат. Месец дена ќе седам затвор. Мене ми се исплати да одим затворот. И така не работам ништо. Маката почнала за време на локалните избори во октомври минатата година. Тогаш, велат арачиновци, фирмата за собирање смет ангажирана од претходната локална власт престанала да чисти. Во месеците октомври и ноември не поминал ниту инкасаторот да ги собере договорените 210 денари по куќа. Да сте го снимале улицава 11 на кај што живеем јас. Тоа беше катастрофа. Значи, кучињава, ѓубрава, налончиња, карти по пат влечени. Под притисок на жителите, новата градоначалничка Миликие Халими на крајот на ноември го одзема овластувањето на фирмата Ревиел за собирање отпад. Ангажира нова фирма, од која жителите сега се задоволни. Но фирмата на која е бил раскинат договорот бара 420 денари од куќа, според нив долг за неплатени сметки. Бидејќи речиси никој не платил, преку извршители сумата стигнува до неколку илјади денари по домаќинство. Арачиновци праќаат жалби до судот, но веќе има пресуди кои ги губат. Судот толкува дека ако не биле задоволни од услугата, граѓаните требало веднаш да ги раскинат поединечните договори со фирмата. Дали општината била свесна за последиците кога го прекинала договорот? Зошто не им е даден совет на граѓаните и поединечно да ги раскинат договорите? Одговор не добивме од градоначалничката Миликие Халими, бидејќи како што ни пренесе нејзиниот сопруг, работите најдобро ги знаел адвокатот. Адвокатот немаше мандат да зборува за одговорност. Правно не се согласува со толкувањето на судот, бидејќи самата фирма престанала да носи сметки на врата. Ако ние претходно во континуитет неколку години истото го правиме на начин на кој што сме се договорили со доставување на овие парагон блокови или како сакате да речете ги, они ги третираат како веродостојни исправи. Во тој случај јас го очекувам да дојдете да поминете. Тоа е едната причина. Втората причина е зошто се постава прашањето, зошто некој би платил за услуга која што не е извршил. Ова се наводите кои што мојата адвокатска канцеларија ги стакнува во приговорите кои што ги третира судот. Но можам да ви кажам ориентационо дека станува збор за десетици илјади евра. Значи тоа се тие пари кои што они би можеле да ги очекуваат доколку овие судски постапки како такви завршат неповолни за граѓаните.
но побрзи од тоа што според граѓаните е правдата се извршителите. За тие 400 денара ми запира пензија, ми дојде да плаќам 14.500 денара. Сме буни, зашто да платим, не дојде да зема ѓубра, и не сме платили. Беше подобро, плати то но крајно и да не се запира 14.000. Многу пари, дали кој има можност да се враќа парите. Многу, за 400 денара да се забира толку пари, мука е. Од фирмата Reveal велат дека доколку не било задоволно од услугата, секое домаќинство можело и требало поединечно да го раскине договорот. Не се точни информациите дека е тужено цело село Рачиново, кое има околу 2250 домаќинства. Како адвокатско друштво имаме добиено налог од доверителот Reveal за покренување постапка за наплата на долг за 850 предмети. Сметаме дека не е коректно за домаќинствата што уредно ги плаќале своите обврски да се актуализира тема што стимулира неплаќање на превземени обврски. Од адвокатското друштво што ја застапува фирмата Reveal апелираат до граѓаните да ги подмират долговите во најкус рок, да не приговараат на донесените решенија, а со тоа и да не генерираат поголеми трошоци. Адвокатот на Рачиновци и понатаму ќе се обидува да ја реши нивната мака, но има совети за други рурални средини каде отпадот се собира на ист начин. Доколку и други жители во други општини се соочуваат со вакви проблеми на својата територија, како што биле се соочувале граѓаните на општина Рачиново, нека приговараат на работењето, нека сочинуваат приговори, нека ги доставуваат до самата фирма која што е ангажирана од страна на општината и која што тоа го прави, и доколку не се задоволни со услугите и не ги испорачуваат услугите тие фирми, нека го раскинат договорот. Правдата тешко ќе натежне на страната на Рачиновци, кои сега живеат во чисти дворови, но со ризик да останат со празни сметки. Не одете никаде, по паузата е саботажата. Сречко Поповски со ново издание на неговата саботажа. Групата исклучително сериозни и влијателни политички и општествени авторитети, која самата себе си довери одговорна задача да го обедини отпорот, е толку многу раскарана меѓу себе што освен поделбата на Македонија бойкотира и Македонија блокира, на повидок е да изроди нова структура, која поради реториката која користи, слободно може да се идентификува со името Македонија се бламира. Не е точно лажно. Како не е точно? Не. Ти си питанга, бе, човече. Прв пат видов пред мене руља која ме пцуе. Како ги нарекуваш луѓето руља? Првиот ред, ти? Прв ред. Руља бевте затоа што пцуевте. О, Господе Боже. А што не пцуевте? Дал слушна Дали пцуе? Да, ве пцуја. Ова е само дел од репертоарот на сплотувачката атмосфера која доминира во домобранскиот кампус. Импутациите дека расколништвото е продукт на стратегиската определба на гарнитурата во Белата палата не предизвикува никаква реакција, бидејќи нивниот нов шеф е толку ладнокрвен, што ниту по големи и по сериозни теми, а камоли оваа, воопшто не го засегаат. Прво, најпрви да кажам дека јас тешко се вознемирувам, речи си да не се вознемирувам. А зашто и би бил кога и тој самиот не чувствува никаква нелагодност, па не само што горделиво и со крената глава влегува, туку креира и импозантни видеозаписи од камбанеријата на објектот, кој е символ на се, освен на христијанската скромност и на политичкиот евангелизам на кој им се колне. Ама не му пречи да ги користи удобностите ѓаволски тешко создавани од незините антиподи. Моабетот течеше вака. Партијата до сега имаше проблеми со дефицит на пари. Знаеш, поминавме тешки периоди, сега имаме суфицит на пари. Се собираат и треба да најдеме начин како да ги заштитиме тие пари за идни тешки времиња. Говориме за 1 до 2 милиони евра. Од 1 до 2 милиона евра дневно. Колку дена дневно? 365 дена. Тоа се многу денови и многу пари за да се усогласат, освен добра организација потребна е и целосна посветеност и сосредоточеност. А некако ни од СДСМ кој дури ни цена на паркинг која се брои со ситне шикованици и тоа во денари, не успеваат да објаснат од изгледа, мора и да ја покачат. Ама ако може,
да не се разбере дека баш тоа и ќе го направат. Измените што ги предлагаме во ценовникот во минатото беа и поголеми, меѓутоа драстично беа намалени, меѓутоа и вака зголемените цени се далеку поевтини, далеку помали во однос на околните градови што ги имаме сега во Македонија. И на крајот, не се знае на кои околни градови на Штип се мислиот и веројатно во Злетово и во Каменица оваа услуга не се наплаќа. Но она што е впечатливо е дека под третманот на граѓаните во изминатите години по нивната издржливост, сите би требало конечно да се паркираме на истата, на оваа адреса. Значи, Бардовци е многу битно во последно време затоа што станува синоним за новата Македонија. Единствената разлика меѓу синонимите Стара и Нова Македонија е дека во новата, поучени од старата, има надеж дека барем ќе нема толку многу зелки. Толку за вечерва од нас. Останете на Алсат, следуваат вести. Повторно ќе се видиме в петок од 22. Пријатно.